За 9 месеци на патиштата во истокот загинале 7 мина. Ова е црниот сообраќаен биланс на регионот, кој од година на година постојано се влошува. Во истиот период од годината, како последица на сообраќајни несреќи во болница со сериозни последици по нивното здравје, завршиле вкупно 414 лица, што е по 2 дневно. Најлоша состојбата е во Штип, каде возилата погребале 4, следува Свети Николе со 2 загинати и Кочани со 1. Според полицијата, причините за големиот број сообраќајни несреќи се следни. Поважните причини се управувањето на моторни возила под дејство на алкохол, неприлагодувањето на брзината на движење на моторните возила спрема условите и состојбата на патот, како и недржање растојание помеѓу возилата, пристигнување на возило во кривина на места непрегледни и така натаму. Со слично мислење се и оние кои зад себе имаат големо возачко, но и животно искуство. Невнимание, брза вожња, неприлагодување на брзината. Лудо и пијани, млади, без дозвола од родителите. И да иззиват колите, родителите знаат или не знаат. И за тоа се. И позади тоа се тие несреќи. Само да се смањи брзина, ништо повише. Најчести жртви во сообраќајот се пешаците. Според нив, вината за тоа е во оние кои управуваат со возилата, зашто кога се зад воланот не гледале ништо пред себе. Нови коли брзо ги возат, сакат да се покажат. Но вака не мислат и возачите. Но си има секој пешак. Кога ќе го пуштиш, кога ќе застанеш пред него, треба да помине, они ти дават предност. Ова играта е катастрофа во сообраќајот. И пешаците не знаат како да минат улицата. Како и да е, билансот од 7 загинати и 414 повредени алармира за внимателност и кај возачите и кај пешаците. Влогот е преголем, се вика здравје и живот.